Пријатели, добар ден и добродојдовте во денешниве епизоди, односно денешнава епизода. Од Георгиевски, кој суплемент е најблиску до неопходен суплемент и кои суплементи ги препорачуваш? По мене најблиску до неопходен е омега-3. Значи, тоа јас би го препорачал на секого, од причина што ние сме поднебје кое што не е научено да јаде многу морска храна и ние сме поднебје кое што и да е научено да јаде морска храна, таа морска храна и треба време да стигне, што значи тоа дека самиот транспорт на храната придонесува за нутритивно ослабување на производите. Од друга страна, тоа што ние денеска го конзумираме од морска храна, прашање колку е доволно збогатено со омега-3, затоа што омега-3 како масна киселина, значи таа се создава во рибите за да ги заштити на еден начин од замрзнување. Што тоа во превод значи? Ако ти сакаш да јадеш риба која што има повеќе омега-3, треба да си сигурен дека таа риба доаѓа од ладните мориња. И затоа многу често кога ќе видиш на реклама, често знаат да изрекламираат некаква омега-3 као додаток, доаѓа од длабоките норвешки мориња и така натаму, затоа што колку е поладно, толку повеќе се создава омега-3 во рибата. Што многу често се случува во денешни услови, да рибата која што ние можеби ја јадеме е донесена од некој рибник во нашето соседство, Егејско море можеби, не знам, кај што и сами знаеме колкава е температурата на тоа море. И кога се потопли води, рибата нема потреба да создава толку омега-3 и тоа во превод значи дека у старту уште пред да ја уловат и да ја замрзнат за да ни ја донесат на нас, веќе рибата прашање колку има омега-3. Не дека не треба да ги јадеш, но затоа јас кажувам дека омега-3 треба да биде секојдневие за секој. И друг додаток кој што исто така би го препорачал да биде секојдневие за секој се растителни влакна, од причина што многу од нас луѓето изостануваме со внес на растителни влакна, а и омега-3 кој што е исклучително важен за функција на мозок, за кардиоваскуларен систем, растителни влакна кои што се исклучително важни за дигестивно здравје и за кардиоваскуларен систем повторно, многу од нас ги немаме и затоа на долг рок можат и добре состојбата и здравјето да се нарушат. Доволно омега-3 значи или да јадеш 4 пати риба мрсна на неделно ниво, зборуваме туна, лосос кој што повторно сме сигурни дека е од правилно место, затоа суплементацијата е препорачлива, а за да внесеш доволно растителни влакна значи да 25 грама или во превод тоа значи 5 до 7 порции на овошје или зеленчук, или во превод значи да имаш 3 парчиња овошје во текот на денот и можеби 2 до 3 салати, што повеќето од нас го немаме, ниту јас го имам, затоа што едноставно денот ми е таков да не ми дозволува да толкава количина на салати изедам. Јас јадам горе-долу 2 парчиња овошје и 2 салати просечно, затоа омега-3 и растителни влакна се ама и како секојдневие од мојот живот и затоа што би на крај на денот се сакам себе си и ми е страв да не си направам некаков пропуст и глупост, поради тоа што не сум бил доволно свесен и не сум применувал некои работи кои што се и како едноставни и лесни да испиете омега-3 и да испиете растителни влакна.